Општина Куманово денеска организираше јавна дебата со граѓанските организации и фондации од градот, на која беа дефинирани приоритетните области за предстојниот јавен повик во рамките на проектот Регионална програма за локална демократија во Западен Балкан 2. Општина Куманово ја продолжува соработката со UNDP и во втората фаза од проектот, кој почна во 2017 година. Целта е да се подобри соработката на општината со граѓанските организации преку реализација на проекти. Општина Куманово подпиша меморандум за соработка со UNDP во врска со регионалната програма за локална демократија на Западен Балкан, каде што во наредните 4 години ќе финансира грантови од граѓански организации од општина Куманово со приоритети кои денеска заеднички ги поставивме, така да во јануари треба да започне првиот повик за граѓанските организации, вкупната сума ќе биде некаде околу 120.000 евра. Наредната година приоритетите ќе бидат социјална заштита, социјална кохезија, заштита на животната средина, млади како посебна компонента и култура и спорт. Што е оно што денеска најмногу ги интересираше граѓанските организации и фондации? Дали се вклопуваме заеднички општина Куманово, UNDP и граѓанските организации во дел на приоритизација за наредните активности кои што ќе бидат доделени. Втората фаза која што почна во 2021 година во јанари опфаќа поголем број на општини, сега се 8, меѓутоа сепак соработката со две општини од првата фаза ја продолжуваме и тука ја избравме преку јавен повик и општина Куманово. Проектот е финансиран од Европската унија, го спроведува програмата за развој на Обединетите нации UNDP. Целта е, како и претходно, да ја подобриме соработката на општината со граѓанскиот сектор на начин на кој што општината од една страна транспарентно ќе со поголема вклученост од граѓанскиот сектор ќе ги финансира граѓанските организации на еден транспарентен и отчетен начин, а од друга страна па и граѓанските организации ќе одговараат на повиците од општината со тоа што ќе изработуваат проекти кои што се од значење за општината, односно одговараат на некои потреби на граѓаните од општина Куманово. Денеска имавме јавна дебата на која што се дискутираше и се дефинираа приоритетите, врз база на кои приоритети всушност од јануари ќе се распише јавен повик. Се очекува на повикот да се аплицира со иновативни проекти со еколошки активизам за зачувување и унапредување на животната околина, како и подигнување на еколошката свест за превенција од загадување на воздухот и справување со дивите депонии. Потоа проекти и активности за подобрување на вештините и способностите на невработените лица за вработување или самовработување преку иновативни идеи за обуки, доквалификација и преквалификација и нивното прилагодување кон потребите на пазарот на труд. Од областа на културата се очекуваат проекти за зачувување и унапредување на културните споменици и знаменитости, како и зајакнување и унапредување на културните вредности и навики на граѓаните на локално ниво, низ нов социјален инклузивен пристап, а кога станува збор за младинските иницијативи, проекти за поттикнување на младински активизам за решавање на проблемите на младите во локалните средини и нивно прилагодување кон општествените состојби во државата и локалната заедница, подигнување на капацитетите на младите за вработување и самовработување, поттикнување на здрав живот и здрави навики кај младите преку спортски активности, иницијативи за поттикнување на меѓуетничка толеранција и мултикултурализам преку поттикнување на заеднички активности меѓу различни етнички групи, активности за спречување на врсничко насилство и активности за поддршка на младите во руралните средини.